Може? Да, се слушаме. Ајде поново пак. Почитувани колеги советници, почитувани предпријатија на јавните предпријатија. Моето излагање денеска во Советот ќе биде за една тема која следам од која знам за себе, тоа е зоолошката градина, која е моја пасија, и по повод точката која имаме за годишниот план за вработување. Повторно бевме сведоци на немилни настани во оваа установа, како што пратат во последниве 3 години. И навистина, више мислиме дека е дегутантно да се збори за тоа што и се како се случува во оваа установа. На мојата реакција, мојата пресконференција која беше партиски, беше во јавноста кажано и искритикувано, добив официјална покана од менаџментот на зоолошката градина да заедно со мојата советничка група ја посетиме оваа установа и бидеме запознаени со целосното функционирање на зоолошката градина. И навистина тоа беше за почит. Ја прифативме со задоволство поканата. Морам да изјаснам и заедно со колегите мои Тони Бојковски, Анета Марковски, Лиевски и Доце Павловска. Бевме на средба во зоолошката градина. Бевме примени одлично од менаџментот. Навистина сум презадоволен од тоа како не пречека и не објаснија целокупната ситуација како установа со што се соочуваат. Од она како заклучок што можам да го излечам е тоа дека на една од најстарите зоолошки во Европа, која за една година ќе прави 100 години од своето постоење, е олицетворение на градот Скопје, место каде што сме пораснали, место каде што ги направивме првите запознавања со животните, во моментов ги доживува своите најтемни денови. Во разговор со менаџментот и вработените, можам да заклучам дека зоолошката е во милионски долгови. Долгови по основ на добавувачи за храна, сметки за електрична енергија, зидовме на празни кафези, наидовме на дека се оставени без видеонадзор, затоа се случиле некои немили настани кои се уште и денес не се расчистени. Наидовме дека се буквално замрзнати преговори со ЕАЗа, тоа е Европската асоциација за зоолошки аквариуми. Прашавме до каде е статусот, дали нешто се работи за повторно да станеме членка на ова, да бидеме кандидат членка. Добивме одговор дека сите оние преговори се замрзнати, во моментов не се работи за ништо. Добивме одговор дека буквално се нема тим, буквално се нема желба, нема идеја како понатака, а и фали кадар. Во разговор со вработените, за кои имаме со огромна почит и ги познавам, и тие се зоонегователи кои со години работа таму, низ разговора со нив се затекнав со луѓе кои ги познавам, како што реков, кои, верувајте, повеќе од 5 до 7 години се луѓе кои немаат регулиран статус за работното место. Замислете, ви имате зоонеговател кој работи со диви животни, кои секојдневно влага во кафе и дава храна, нема ниту здравствено осигурување, ниту пензиско, ниту ништо да се една плата, и мислам дека тоа не е фер. Не чекаат многу поубави денови за зоолошката градина со доаѓањето на новото раководство и новиот градоначалник кој ќе биде набрзо, но до тогаш јас мислам дека оној мал професионален кадар кој остана од овие зоонегователя, кој е дел од програмата за вработување, треба да си го задржиме и не смееме да дозволиме да биде повторно со нерегулиран статус. Мојот апел е до сите вас советници, затоа што овие луѓе директно ги познавам, а во разговори со директорот добив ветување дека доколку ги изгласаме ние овие 5 вработувања кои ги бараат за зоонегователи, дека истите тие луѓе кои се денеска и кои работат со години таму, истите ќе се стекнат со договори за трајно вработување, ќе имаат вработените сигурност, пензиско осигурување и сите оние бенефиции кои доаѓаат со трајно вработување, со што би ги задржали овие луѓе на подолг рок, затоа што навистина е реткост да најдете човек, луѓе, персонал кој ќе работи на ваква проблематика во една ваква установа со ваков карактер. Да, и тоа ми е ветување од директорот и мислам дека ќе се стои на зборот, затоа како човек кој ја следи зоолошката градина, ја сака зоолошката градина, кој верува дека се доаѓаат подобри денови за оваа установа, јас ве молам да им ги одобриме овие 5 вработувања и да се ги задржиме овие луѓе, затоа што повторно ќе кажам, животните немаат ниту политичка партија, ниту име и презиме. Ви благодарам.